Мислата на самото откривање на вистинската личност може би е само еден парадокс кој постои од времето на Диоген. Токму тој барал вистински човек, но залудно. Зарем ние денес ќе најдеме човек кој ќе не води во вистински правец? Многу ветувања, слаба реализација. Политиката е на актуелната тема, посебно пред да настапат на сцена долго очекуваните избори. Лавот, ружата, орелот, плавите или црвените и уште многу други политички партии кои што во иднина ќе се простават. Ваше е да ги одберете, а нивно е да ги полнат джебовите. Велат народот е овца, која редовно се стриже пред да дојдат големите избори. Метафорично но вистинито, ништо хиперболизирано со хиперактивност на членовите на партиите, борики се да дојдат до место за работа за кои имаат завршено соодветно образование. Спасот да се скрати скокот кога гледаат во водачите на големата политика, што ја води избраната партија. Дали ќе се успее? Тука веќе е прашање на време, начин, идеологија, големина на име. Да се подсетиме дека Република Македонија е самостојна повеќе од 20 години и уште од тогаш народ трча по политички партии за да ги оствари своите замислени идеали. Веднаш по тоа следи радост или разочарување. Или победува нашата страна, или нивната. Тоа е суровата вистина. Голем почеток секогаш се подготвува. Се лажат сите за да му обезбедат на своето дете топол дом, срекни денови и бела иднина. Не се баре ниту цена, ниту начин да се дојде до величествениот престол. Политичари, сето ова е премногу и од ден за ден сите ја сваќаме целата игра на политиката. Користолюбие меѓу народот. Користолюбие меѓу народ и ништо повеќе. Политичките партии удираат таму каде што е најтенко и најмногу се кине. Удираат директно по народот. Даваат брашно, зејтин за да купат глас. И што потоа? Потоа средствата добиени да се инвестира во некој проект ги ставаат на својата сметка, на сметката на своите деца, први братучеви, браќа и сестри, на сметката на своите дедовци и баби. Некој од вас ќе каже дека оваа дискусија не е вистинита. Па тогаш и сигурно тој некој е дел од оваа инволвираност на водачите на оваа брутална политика на македонскиот народ. Но за да биде вистината уште поболна, за да најдеш работа, треба да си партиски определен. Едноставно не направија зависни од нив. Затоа и ние мора да бидеме дел од ова, за да се засладиме од тортата. Но додека некој само ќе ја гледа, некој јаготката ќе ја изеде, такво време дојде за жал. Некој ќе каже, доста ми е мене од политика и од се, чекај да видам што има на телевизија. Ќе кажам пак за жал, и таму иста приказна. Нема слобода на говорење, туку едноставно, приморени си и тие да кажуваат во суперлативи за политичарите. За некој најдобро, а за некој најлошо. Едноставно е, кој повеќе ќе плати, тој е подобар. Тој е подобар и во очите на граѓаните, за нивната иднина. Затоа што тие веруваат во она што го слушаат и гледаат на политичките определени корумпирани телевизии. Луѓе мои, времето во кој живееме е стресно. Подложени сме на секакво верување. Па дури и да ни кажете дека Дедо Мраз постои, ние ќе почнеме да веруваме. Затоа што сме збунети. Сакале или не, тоа е суровата вистина. Суровата вистина за политичките партии во Македонија. Суровата вистина за македонскиот народ, кој не знам до кога иднината ќе ја бара заглавен во лавиринтите на политичките партии. Но тие, колку и да зборуваат дека имаат чист образ, колку и да се прокламираат дека се демократски, цврсто се надевам дека од досеја кажаното кај вас ќе побуди сомнеш и баре малку ќе се промени сликата за нашите политички партии. Па дајте народе, разбудете се, размислете, спротиставете се. Немојте да подпаѓате под маските на политичките партии со кои што сакаат да ве придобијат. Не давајте го вашиот глас залудно на оние кои што први ќе ви го побараат или на оние кои што за возврат нешто ќе ви дадат. Вашиот глас, вашето избирачко право ви припаѓа само вам и никој друг. Затоа искористете го по ваша желба, за ваш интерес, за ваша подобра иднина.